Zdravo na site, dobro večer. Ja sam Meri. Dosta dolgo vreme ne sme se slušnale, ne sme se videle, zato što si dozvolив jedna dosta golema pauza da si zemam, da se odmoram. Kako i svi te drugi ljudi, isto tako jaz imav nekoj blokadi, nekoj stoperi v moj život, koji što moram tak i razrešam. Dobrodošli ste na moj kanal Astrologija Plus. Sakam danas kada zborujem za jedna golema slučka, što se slučava v našiot univerzum, koja je dosta aktivna. A to je deka planetata Mars se nalazi sega v znakot Bliznaci. Ona je veke tuka, ona vleze na 20. avgust, 22. godina v znakot Bliznaci, ki ostane mnogo dolg period tuka, ki ostane praktično do 25. mart 2023. godina v znakot Bliznaci. Сега, koja je ta energija Mars? Planetata Mars je jedna maška energija, ona je to borbenata energija. Mars v mitologiji je to borec, odvojnik, on saka sve da napravi, sega i odma, nema čekanje. Znači što saka sve to da ni kaže. Mars je vladar na znakot Oven i na znakot Skorpion, što znači znakot Skorpion, samo da znate, ta informacija je važna. Znakot Skorpion ima dva vladara, to je prvi od vladar beše Mars i ušte. Nekoj astrolozi to go zimat ušte kako vladar, a ja isto to go tumačam. I novi od vladar je planetata Pluto. Znači sega ta marsovska energija, koja što je maška energija, koja što je borbena energija, sega veke vleze v znakot Bliznaci i ki ostane mnogo dolg period. Znači, planetata Mars ni dava fokus na nešto. Što znači to? Evo, ako sakam nešto da napravam, znači mora da idem v akcija. I ako sakam nešto da dobijam, da ostvaram, mora da idem v akcija. Znači, ta je ta energija Mars. Znači, njegovio dom, kaj što on se osjeća najprijatno, najdobro je evo znakot Oven i vo znakot Skorpion. Međutim, sega je on veke vo znakot Bliznaci. Sega vladar na znakot Bliznaci je planetata Merkur. Planetata Merkur je jedna planeta koja što saka da komunicira, saka da ima dosta golemi kontakti, taka natamu. Сега кога влезе Марс, влегува тука и на сите оние што се родени во знакот Близнаци или пак сте можда асцендент Близнак, тогаш вие добивате тука една огромна енергија. Значи, кога ќе дојде Марс на вашето сонце, еве сега, например, да ви кажам, денеска гледам дека е Марс на 19 степен, znači kraj na втората dekada во знакот Близнаци и сите тука што се на крај на втората dekada родени добиваат огромна енергија. Значи Марс им дава, ако доаѓа на сонцето, значи тоа се прави, се вика една конјункција, прави транзит, Марс е транзит врз вашето сонце. Значи вие имате толкава енергија што можете едноставно, може спортиста да бидете, може да добиете една енергија што се викате сега можам да истрчам од не знам до кај без да се изморам. Значи таа е та огромна енергија и користете го тоа. Тоа не е секојдневно. Значи Марс останува нормално во еден знак, да речеме 2,5 месеци, а сега во овој период ќе остане малце подолго, затоа што ќе биде и ретрограден. Ќе биде ретрограден од 30 октомври до крај на годината и после тоа од јануар ќе биде пак директен
И 25. март излегува дефинитивно од знакот Близнаци и оди да ги посети раковите. Значи, овој период кој ќе биде ретрограден, ќе биде, тука пазите исто, ќе биде ретрограден на третата декада на знакот Близнаци. Знате, сите оние што се родени од 20 степен до 30 степен на знакот Близнаци, тука ќе биде ретрограден, што значи тоа дека вашата енергија нема да биде више така јака, да сакате да речете, еве сега ја ќе можам да истрчам, не знам, до крај и да не се измораме. Сега оваа енергија ќе ве натра, ќе ви рече, стопирајте се сега, одморете се малку. Не идете стално сега во акција, затоа што чуваја својата енергија, оваа енергија ќе ти биде потребна. Затоа што кога ќе помине тој период на ретроградноста, тек тогаш ќе можете, ќе размислите, затоа што имате време сега, земете си го време, земете си го тој одмор кој ќе биде ретрограден, да си размислите која идеја, што сакам ја нешто да направам, да идам во акција, да се изборам за тоа, да се реализира мојата идеја, што ми е тука мене потребно. И затоа е тоа ретроградно, значи време е за одмор. Сега што све тоа значи за сите што го имате сонцето во вас, сонцето во знакот Близнаци, вие добивате една огромна фантастична енергија со која што ќе можете стварно сите ваши идеи што ви се на ум да ги реализирате. Меѓутоа и тука сепак пазете, немојте толку брзо, полека, размислете добро, затоа што тука го имаме владарот Меркур, размислете си, направете си план за нешто. Како ја нешто сакам да некој моја идеја да ја реализирам, што ми е све за тоа потребно. Сега во женскиот хороскоп. Што значи тоа во женскиот хороскоп? Планетата Марс во женскиот хороскоп го представува и партнерот или љубовникот. Сега за сите девојки, жени што сте сингл, може да запознаете некого, значи во овој стварно долг период, од 28 до 25 март, за сите single ladies, ќе имате шанса некој момче, некој нов партнер да запознаете. Тоа беше само на кратко, сега ќе се јавам сигурно пак и ајде да се дружиме пак заедно. Ќе се јавам стварно сега на брзина, морам малце вечерва само тоа на кратко да го направам. И за следните случаи што се случуваат до крајот на година ќе ви информирам. Ако сте заинтересирани за приватна консултација, сигурно ќе можете да ме контактирате. Ќе ви ги дадам сите информации што се потребни испод ова видео. И можете слободно да ме исконтактирате, зашто ако сакате нешто повеќе за вас да зознаете. За вашите потенцијали. Сигурно затоа е тука астрологијата. Астрологијата не е тука тука сега да ми каже што ќе ми биде утре или што ќе ми биде заутре. Не, на прво место е она тука да можеме да се запознаеме самите себе си. Значи, ако не се знаеме самите себе си, како може некој друг нас да не процени? Значи, зашто? Тука е прашањето зашто ги повлекувам некои ситуации во мојот живот кои што се исти, кои што не ме прават веќе среќна. Значи, тоа све можеме да дознаеме преку наталната карта и многу други сигурно работи. На ова место кажувам thank you very much и благодарам за вашето присуство и се слушаме пак. Океј, чао, до следниот пат.